Фатмир Битики би се повлекол од арбитражното тело на Светската банка, но не бил сигурен дали постои подобар од него да го замени за саатница од $500. Според него немало никаков проблем што тој како вице-премиер и партиски подпредседател бил дел од тело кое според прописите треба да биде деполитизирано. Одговарајќи на прашање дали би се повлекол од таму, реши да се пофали колку бил успешен и пред да влезе во политиката. Пред животот во политиката сум бил доволно номиниран кај што требало да бидам номиниран. И без да ме номинира, сам сум се изборил. А ако смета јавноста дека тоа е проблем, да не ја представувам адекватно државата од позицијата на вице-премиер, нема проблем. Ќе се отстапи, нема никаков проблем. Но треба да кажеме дали имаме доволно подобни луѓе и за кого треба да бидат подобни тие луѓе кои што ќе представуваат државата онаму кај што треба да се представува. Како оправдување зошто не би се повлекол, пак вели дека можеби никогаш не би бил ангажиран да одлучува, па немало никаков проблем да е таму. Тоа не значи дека номинирањето значи ангажман. И за секој евентуален ангажман понатаму, секој поединечно покажува дали е независен во одлучувањето по однос на тоа. Предпоставката е дека можеби хипотетички некогаш ќе биде некој кој што е номиниран ангажиран, веројатноста е дека никогаш нема да биде ангажиран. А сепак доколку биде ангажиран на сметката на Битики ќе легнат $500 за час, двојно помалку, односно $250 по час би добил и за времето минато во авион на пат кон централата на Светската банка. Ако случајно и во авион има некаква активност поврзана со ова тело, наместо 250 ќе добие по $500 за еден час.